Може ли да преминеме сега на некои други теми? Како сега ќе се составува позитивната листа? Последната одлука беше дека веќе тоа нема да се прави по препорака на досегашните учесници во процесот, него дека ќе суди директно лекарите да го прават. Мислите дека се доволно компетентни тие да точно знаат она што им треба во болниците, меѓутоа... Знаете што? Според моето мислење, најдобар начин да се дојде до најидеалниот начин да имаме најобјективно представување на тоа кои се најдобрите лекови за пациентите, е кога тоа ќе си го направи фелата, и тоа не е 1 или 20, за да не бидат изложени на притисоци, понуди за корупција и така натаму, туку што поголем број, минимум 11 професори, специјалисти од одредени клиники, да се оценат само за нивната, да речеме кардиолозите, минимум 11, ако не и 15 и 20 кардиолози, да си гласаат, да се договорат кои се најдобрите лекови што треба да бидат на позитивната листа. За, не знам, инфектолозите, тоа да го направат инфектолозите, а не една комисија од 7 луѓе за се. За пулмологија, пулмолозите. За сите други. Понатаму, секоја клиника да си направат најмалку 11 луѓе, по можност, јас би ја проширил сите специјалисти, например, да евентуално да бидат вклучени. Тие секојдневно работа со пациентите. Тие знаат како реагираат пациентите на одредени лекови. И кога ќе ги има во толку голем број, тогаш и многу потешко и, например, некоја фармацевска куќа ако се обиде да ги корумпира, да ги подкупи и така натаму, тоа е многу потешко да се направи, бидејќи треба голем број луѓе да бидат офатени, и не секој се нафаќа на таква работа, нели? А сепак они најдобро ја знаат работата. Донесовте одлука да се плаќаат сметките на најсиромашните категории граѓани. Дворно место да чини 1 евро за метар квадратен, за да заврши конечно приватизацијата на целото земјиште, и го намаливте данокот на додадена вредност за продажба на станови од 18 на 5%. Зошто сите овие мерки? Па, ова е време кога, прво едната мерка да ја образложам, значи, ова е време кога гледаме дека огромен број од граѓаните немаат пари да си купат своите дворови и дворни места. Не можат ни да ги искористат за добивање кредити, за правење бизнис. Не може да ги остават на своите поколенија. Многу од граѓаните не почувствуваа ништо од приватизацијата. Малку луѓе се збогатија во краток период, луѓето останаа да не можат дворовите си ги купат. И ние оценивме дека време е да донесеме една мерка со која што и оние, можеби што на некој начин беа жртви на транзицијата, и оние кои што ништо не почувствуваа таа приватизација, да можат за таква работа символичен износ, кога станува збор за големи парцели, да може да си го откупат земјиштето, да го имаат како своја имовина, да го остават на своите наследници или да го користат, да градат на него, може да слушат ако имаат некој барака или мала куќа па да изградат поголема, или да го употребат за хипотека, за да земат кредит, да направат некој бизнис и така натаму. Така што оценивме дека крајно време е да го овозможиме тој процес. Тоа ќе ни донесе некои приливи во буџетот дополнително, бидејќи секогаш кога ги намалувате одредени давачки, растат приливите во буџетот. Тоа е поврзано и со второто ваше прашање, поврзано со ДДВ-то за становите. Значи, таму основната работа не беше да падне цената на становите. Кога се гради во градежиштвото, не профитира само она главната компанија која што гради. Уште 20 индустријски гранки учествуваат во изградба на една стамбена зграда. Кои инсталации, кои занаечиски работи и така натаму. Значи, пресметано е дека околу 20 индустријски гранки ќе имаат некаква полза од оваа мерка. Опозицијата во обвинува за ненаменско трошење средства од буџетот на Република Македонија, особено во делот за транспорт и врски и од Агенцијата за млади и спорт. Знаете што, јас го проучив тоа што е во транспорт и врски, да видам за што се работи, бидејќи беа многу гласни, и забележав дека се работи за следното. Значи, на крајот на 2008 година имаше одредени средства кои што беа вишок, непотрошени. Некаде во декември 2008 година владата донесе одлука да му ги преостапи на Министерството за транспорт, а тоа министерство да ги даде на ПУИК, кој што треба да го догради стадионот, трибините и да ги гради социјалните станови за социјално загрозените семејства. Подоцна кога дојде ревизијата, оцениле дека не требало тоа да направиме на крајот на годината, дека било многу доцна или требало на почетокот или да не ги префрлиме, и тоа е обвинувањето. Значи парите нити министерот ги ставил во джебот, ниту се потрошиле за нешто друго, туку според мислењето на ревизијата предоцна при крај на годината биле дадени и префрлени во ПУИК, и потоа ПУИК, бидејќи веднаш не може да ги потроши, дел од тие пари ги орочи во банка за да земе и камата, што не е лошо, тоа е државно предпријатие, и таа камата повторно оди за тие социјални станови, повторно оди за изградба на трибините, повторно оди за станови за млади брачни парови. Економските експерти на опозицијата исто така ве обвинуваат дека државата поскапо се задолжува со еврообврзницата. Не е баш така, знаете што? Да обстоите во една година на тешка економска криза,
без подршки од ММФ и така натаму, и да излезете на пазарот, да земете обврзница, тоа многу значи за имиджот на една држава. И ние долго размислувавме дали да го правиме тоа или најлесната варијанта си отидеме кај ММФ, да речеме дајте ни толку пари со поевтина камата да завршиме работа. Не е исти имиджот на земјата кога мора да зима пари од ММФ и кога може слободно да излезе на пазарот, па макар и со малку повисока камата да земе кредит. Сосема е различно тоа и јас мислам дека не погрешивме. Инаку парите што ги земавме се уште не се употребени, иако во еден период слушавме из медиумите дека сме ги потрошиле за плати, за не знам пензии и така натаму. Тие пари се уште стојат на сметката на Министерство финансии и ќе се употребуваат во понатамошниот тек за разни работи кои што ќе бидат потребни поврзани со буџетот. Во делот на економијата, односно земјоделието, дали се размислува за зголемување на субвенциите за земјоделските производи? Оваа година ние предвидовме 70 милиони евра и тие си се употребуваат, значи постојано излегуваат во буџетот и како доаѓаат соодветните производи, да речеме жито, преходно, не знам, тутун и така натаму, потоа грозието и така се исплаќаат. Веќе за следната година планираме зголемување, и тоа сериозно зголемување, да имаме 100 милиони евра како субвенција за македонскиот земјоделец, така што се надам тоа ќе му помогне дополнително нови 100 милиони. Значи оваа година 70 милиони, до година нови 100 милиони евра, а веќе во годината потоа 115 милиони евра, така што секоја година на некој начин, како што ветивме пред изборите, ја заекнуваме таа програма. И моето последно прашање, господин Груевски, сите овие мерки кои што ги донесовте во изминативе неколку дена и во изминатиот период, ги поттикнуваат размислувањата дека може повторно се подготвувате за вонредни избори. Дали се размислува во власта за... Не, нема таква работа, не се подготвуваме, работиме. Сега некогаш што е поинтензивно, некогаш помалку интензивно, некогаш нема некој период затоа што подготвуваме работи. Работиме за да не излеземе со ова, за да ова стои доста работа, доста труд, доста анализи, доста подготовки. Така што за да излезете со некоја мерка, не се потребни 5 минути, потребни се денови на работа, на дискусии помеѓу нас, состаноци на економскиот тим, консултации, за да дојдеме до пресконференција кај што цела влада ќе излезе и ќе го презентира тоа што е сработено. Некој тоа му изгледа лесно, бидејќи не гледа таму 5 минути ќе се појавиме во дневникот некои 5 секунди или 10 секунди си кажете ова лесно. Но за да се дојде до тоа, преходно престојат многу анализи, многу дискусии за да можеме да дојдеме. Благодарам што сте гостин во дневникот на сите. Благодарам, ми беше задоволство.